На прв поглед изгледа неверојатно, но е сосема вистинито. Генерален штрајк како највисока форма на синдикален и работнички отпор против мерки на штедење и антиработнички политики на властите во моментот се случуваат само во водечките економии на Европската Унија, во Франција и Германија. Неделата што измина бевме сведоци на 10-тиот генерален штрајк оваа година на француските синдикати. Стотици илјади француски работници повторно го запреа производството и услугите, барајки да бидат повлечени донесените контроверзни пензиски реформи на председателот Макрон, кој не отстапува од зголемената возраст за пензионирање. Веќе неколку месеци гледаме масовни протести по улиците на најголемите градови во Франција, но она што е новина се случувањата во соседната водечка економија. Имено, ретко кога социјалните прашања се на насловните страници во Германија, но тоа беше случај во понеделникот, на 27 март, кога се случи 24-часовен генерален штрајк на работниците, главно во транспортниот сектор, но и во други сектори како што се болници и сервиси за собирање отпад. Овие работници се организирани од синдикати, кои представуваат 2,5 милиони работници во услужниот сектор и 230.000 работници во железницата. Нивната цел е зголемување на платите за 10,5%, нешто што е директно поврзано со инфлацијата, која порасна за речиси 9% во текот на изминатата година во Германија. Пајде да се вратиме на југ во Македонија, тука каде што храната за една година поскапе за 26%, а последното мерење на инфлацијата во февруари изнесуваше 16,7%. И покрај ова, во Македонија повеќе се слави, а помалку се протестира. Во кафанска атмосфера на шведска маса или судска маса, административните работници не можат да добијат ни минимално покачување на платите. Тоа удобство е резервирано само за функционерите кои со една одлука може да се ги покачат платите на 78%. Тоа удобство е резервирано за привилегираната каста која никогаш не излегла на протест, затоа што нема смисла да протестира против себе си. Од друга страна, административните работници го немаат тоа удобство, дури за обично покачување на платите, нешто што само по себе треба да се подразбира после зголемувањето на минималната плата. Тие мора да излезат на повеќе дневни протести. Се работи за вработените во Министерството за култура, Управата за културно наследство и Агенцијата за филм, кои во неделата што измина излегува на 3 протести, 2 пред Министерството за финансии и последниот пред владата. Но од владата пред 2 недели сигнализираа дека во буџетот не се предвидени пари за зголемување на платите. Чудно но вистинито, но во Македонија, за жал, ограничените државни финансии очигледно повеќе треба да се грижат синдикатите отколку функционерите, кои без око да им трепне, уште утре можат да ја применат одлуката на Уставниот суд, што ќе им овозможи енормно повисоки плати. Зборуваме за синдикално организирани работници, чии синдикати како да се откажаа од скалестото покачување на платите, за кое притискаа пред десетина месеци. Например, во ваква состојба се здравствените работници, затоа што јавното здравство не го опфати ни линеарното зголемување на платите, па сега медицинските сестри се на минималец. Во културата, административните работници во претходно споменатите институции не добиле ниту линеарно покачување на платите, иако минималната плата 2 пати се зголемуваше. Тоа довело до ситуација 70% од вработените во овие институции да земаат плата до 25.000 денари, што е близу минималната плата која надминува 20.000 денари. Овие работници се огорчени од фактот што нивните колеги на исти работни места во други установи, благодарение на нивните проактивни синдикати, во меѓувреме издействуваа потпишување колективни договори, со кои веќе добиваат подостоинствени плати. Додека, онаму каде што не беа потпишани колективни договори, покачувањето на платите било реализирано со потпис на функционер врз основа на соодветен закон. Така, покачувањето на платите за вработените во Министерството за финансии и во Собранието го зголеми незадоволството кај останатите административци. Платите на вработените во Министерството за финансии беа зголемени за 30% преку Законот за буџети.
Собраниските службеници добија покачување преку Законот за собрание. Затоа, вработените во Министерството за култура, Агенцијата за филм и Управата за заштита на културното наследство на протест бараат потпишување на колективен договор и покачување и на нивните плати за 30%.